Загрижувачки извештај за бизнис климата во Македонија објави американскиот State Department, подвлекувајќи ги корупцијата и непотизмот како главни проблеми со кои се соочуваат инвеститорите во земјава. Во извештајот се потенцираат повеќе аномалии како злоупотреба на скратени постапки, конфликт на интереси при јавните набавки, селективно правосудство, подкуп и корупција на јавните функционери. Корупцијата е постојан проблем за водење бизнис во Македонија. Земјата има комплексна регулаторна средина со чести регулаторни и законски измени, кои креираат непредвидлива средина за бизнис која води до корупција. Владата генерално го спроведува законот, но има бројни извештаи дека некои функционери и натаму се вклучени во коруптивни активности. Во извештајот се споменува и дека големите странски компании во технолошките индустријски зони главно имаат добри односи со владините функционери, како и тоа дека антикорупцијската комисија има отворено повеќе истраги за корупција, меѓу кои и за високи функционери. Во Македонија има закони наменети за спротивставување на митото, злоупотребата на службената положба и судирот на интереси, а владините службеници и нивните блиски роднини се законски обврзани да ги објават своите приходи и средства. Сепак, спроведувањето на законите за борба против корупцијата на моменти беше слабо и селективно насочено кон владините критичари и прекршителите на ниско ниво. Има веродостојни обвинувања за корупција во спроведувањето на законот, судството и многу други сектори. Многу бизниси кои работат во Македонија, вклучително и некои американски компании, ја идентификуваа корупцијата како проблем во владините тендери и во судството. Се вели во извештајот, во кој се додава дека владата не бара приватните компании да воспостават внатрешни кодекси на однесување, со кои се забранува подкуп на јавните службеници. Инаку во делот на корупцијата, State Departmentот се повикува на Transparency International и при тоа нагласува дека оваа организација ја рангираше Македонија на 111-тото место од вкупно 180 земји во индексот за перцепција на корупција во 2020 година, што е пат од 5 места поради недостатокот на владини напори за борба против корупцијата и судирот на интереси во јавната администрација.